Од утре повисоки сметки за парното грејење. Регулаторната комисија одлучи да ја зголеми цената на парното за 14%. Одлуката доаѓа откако енергетските компании доставија известување за тројно повисоки трошоци. Според првиот човек на регулатор, на 13,8 милиони евра се потребни за набавка на природен газ за топланите, но тој трошок не може да го плаќаат само граѓаните и затоа побара разликата да ја покријат владата, град Скопје и скопските општини. Цената на парното во градот Скопје ќе се зголеми за 14%. Со оваа наша одлука се враќаме на ниво на цена на топлинска енергија, која што сме имале во 2018 година, имајќи во предвид дека за 16% од 2018 година до денес ја имаме намалено цената на топлинската енергија. Како што кажав, регулаторната комисија за енергетика до тука може. Не е фер трошокот за природниот газ да падне на грбот на граѓаните. Сепак, од регулаторна вела дека во моментов не се препорачува префрлање на бек на мазут, иако неговите котли тоа го овозможуваат. Сепак, доколку се дојде до некоја крајна ситуација да нема природен газ или неговата цена да биде екстремно висока, опцијата стои како отворена. Граѓаните вознемирени од ваквиот ценовен шок вела дека ќе следи тешок период, особено што на стартот на новата година покрај парното ќе плаќаат повисоки сметки за струјата. Во секој случај све се зголемува, се покачува, ќе намалиме од нешто друго, ќе биде тешко во секој случај. Мада се надевам дека е тоа во прашање пандемијата, дека ќе има еден ден излез од тоа. Тоа е нешто не. Која е логиката на поскапувањето од 300%? Тоа е, Значи да разбираме 10, 15, 20% и све. Кај ние имаме да платиме 100%, струја или парно 300%? Каде, од каде? Со 10.000 пензија? Од опозицијата реагира дека во услови кога граѓаните едва врзуваат крај со крај, кога цените на производите во маркетите пораснаа до небо, сега се испорачува ново поскапување кое ќе удри по џебот на народот, а неспособноста на владата треба да ја плаќаат граѓаните. Инаку регулаторна веќе одлучи дека од утре па во следните 6 месеци цената на струјата ќе биде зголемена за 9,48%, а се укинува и дневната ефтина тарифа.